Вчера собранието го утврди датумот на референдумот. Го имаме денот кој ќе ја означи пресвртницата во нашата историја. Денот кој е точка на одлуката за нашата иднина. На нас граѓаните, на секој од вас поединечно, му е дадена шанса да донесе голема одлука. Сега е време за одлука. Сетете се на референдумот од 1991 година. Голема одлука на голем државотворен народ кој се определи за својата иднина во независна држава. Тогаш покажавме дека сме народ кој учи од историјата. Народ поучен од историјата дека нема да ги повторува незините трауми, дека знае да избере иднина. Секој од нас е должен да ја преземе одговорноста за својата иднина, а со тоа и за иднината на нашата земја. Вашиот глас е ваше право. Не дозволувајте некој, било кој, да ви го одземе или да го злоупотреби тоа ваше право. Ве повикувам да докажете дека никој не може да ве поколеба да изберете. Излезете и изберете. Јас лично се уврзувам дека ќе го почитувам исходот од вашиот демократски избор без разлика на резултатот. Тој резултат, таа ваша волја, ќе се почитува. Јас силно верувам во одлуката на нашите граѓани и уверен сум дека татковината ќе ја биде. Македонија ќе стане членка на Европската унија и НАТО. А македонскиот народ вечно ќе биде македонски народ и вечно ќе зборува македонски јазик. Бидете и вие креатори на таа вечност. Уверен сум дека со вашиот глас на референдумот нема да дозволите некој Македонија и понатаму да ја држи во заложништво. Раководството на опозицијата сака да ја попречи и да ја одложи нашата иднина. Тие велат дека би можеле да добијат подобар договор. Има 10 години да направат договор, но поважно им беше да не држат искарани со соседите, додека се играа со стиропор споменици, отколку да изградат иднина. На името ставаа придавки, додавки и загради, без да го заштитат идентитетот македонски. Тајно преговараа, додека Македонија ја држеа заробена во неуспех. Не, драги граѓани, нема да донесат подобар договор оние кои на Македонија ја донесоа од лошо по лошо. Со години бараа референдум и сега, кога собранието носи одлуки дека треба да се чуе гласот и волјата на граѓаните, истите тие срамно го напуштија парламентот и бегаа од одговорност. Ова е време за клучни историски одлуки за нашата земја, а не време за бегство. Уште еднаш, им се обраќам и на сите честни членови на ВМРО-ДПМН. Вам вратата ви е отворена. Исто како што е отворена вратата за успех на цела Македонија и за успех на сите граѓани. Лично јас презедов ризик за себе. Направив чекор, затоа што е важно за Македонија и за иднината на Македонија. Имате и вие обврска, како и сите граѓани, да направите чекор, да ја обезбедите иднината на нашата заедничка Македонија. Направете го вистинскиот чекор. Ова е моментот за одлуката. Сега е време за храбри чекори, за татковината, време за патриотски одлуки. Од денеска тргнуваме силно и никој не може да не сопре. Како никогаш порано, одлучни и решителни, Македонија да успее. И ќе успее. Наместо мрак, неизвестност, изолација, ве повикувам да изберете светлина и иднина. Референдумот е точката во која ќе се спојат иднината на нашата Македонија и на нашата Европа. Да го направиме, почитувани граѓани, овој референдум последен одговор на авторитаризмот
Јас сум апсолутно уверен дека вашиот збор ќе дојде од препознавањето на местото на нашата земја во Европската Унија и НАТО. Уверен сум дека вашиот збор ќе биде порака за целиот свет, дека македонците, заедно со своите сограѓани, албанците, србите, турците, власите, ромите, бошнаците и другите, направија избор достоинствен за нивната препознаена и признаена историја, за нивното место во друштвото на народите. Ве повикувам сите вас да гласате слободно и со гордост, да кажете да, за да ги зграбиме можностите кои ни ги нуди Европската Унија, да кажеме да за гарантираната стабилност и безбедност преку членството во НАТО, да кажеме да за признаен и потврден национален македонски идентитет, јазик и култура. Време е за одлука, за нас, за нашите идни генерации, за нашата иднина, за иднината на Република Македонија. Благодарам. Колеги, одиме со прашања. Марија, па Елена. Господин Заев, што доколку не биде исполнет цензусот и дали во тој случај резултатот од референдумот ќе биде релевантен? Значи, не сакам ни да помислувам што доколку не биде исполнет цензусот. Цензусот треба за пример да го постигнеме, ако не сега, кога? Ова е навистина важна одлука за граѓаните. Често зборуваме за историски одлуки. Ова е историска одлука. И ова одлука може да ја донесат само граѓаните. И драго ми е што навистина еве имаме можност преку врвната алатка во демократијата, референдумот, тоа токму граѓаните да го направат. Реков, јас донесов за себе одлука. Министрите околу мене донесоа одлука. Огромно мнозинство од парламентот донесоа одлука. Тие се застапници на мнозинство граѓани, но сепак одиме директно на одлука на граѓаните. Донесов и јас и сите со мене одлука заради тоа што знаевме дека е тешко и мачно, но знаевме колку е важно. Важно за едината на државата. И од тој аспект апелирам до сите граѓани сериозноста на одлучувачкиот процес да го сватат сериозно. Државата се граѓаните. Граѓаните се тие кои што можат да ја гарантират незината известна иднина. И од тој аспект, верувајте, не размислувам за неуспешен референдум, за непостигнат цензус. Сите знаеме дека огромно мнозинство ќе бидат за. И таа волја на граѓаните која што треба да ја почитуваме. Но јас сум убеден дека референдумот ќе биде целосно успешен и ќе ги постигне двата кумулативни аспекти. А тоа е да има повеќе од 50% излезеност, а истовремено огромно мнозинство да гласат за македонската иднина. Елена, и подгответе се за уште две прашања, после тоа времето толку ни дозволува. Господине Заев, со оглед на тоа дека, еве, како планирате вие да постигнете цензус со оглед на фактот дека опозицијската ВМРО-ДПМН ја бойкотираше одлуката за референдумот и дали доколку не помине референдумот, пратениците би гласале за уставни измени? Еве вака, едно е јасно, ВМРО-ДПМН тоа го зборуваше на лидерските средби, тоа го кажува и јавно, насекаде, немат намера да повикат на бојкот и јас верувам дека нема да го направат тоа, прво заради државата, после секако и заради нив. Знаат што значи да се повика на бојкот за прашање во кое што преку 10-15 години ВМРО-ДПМН е прв од политичките партии што се залага, тоа е референдумот. И изјаснувањето во врска со проблемот со името преку референдум. И тоа ќе биде така. Во мала наша Македонија, дури и тајно да дадат задача за бојкот, ќе ја знаеме сите. И не верувам дека и тајно ќе падне задача за бојкот. И од тука негувам дополнителен мотив и убеденост дека референдумот ќе успее во делот на цензусот. Но она што исто така е јасно, како што го опишува Уставот, што значи успешност на одлуката која што ја носат граѓаните на референдум, преку 50% од запишаните гласачи во избирачкиот список, значи дека граѓаните одлучуваат на референдум. Ако граѓаните заклучат дека прашањето им е тешко, дека не се доволно информирани, може да одлучат и да останат дома, така? Без разлика на политичките партии, што знам дека овој пат не е дозволиво. Во таков случај, тие пренесуваат одлуката на институциите. И тоа го кажувам
Така, заради тоа што со сите правници, со сите релевантни фактори во државата, со сите што го толкуваат и уставот и законите, тоа всушност значи така. Но не сакам ниту да зборувам што ако. Затоа што тоа и влијае кај граѓаните. Уште еднаш апелирам, одговорноста е на секој. И нема ако. Овој пат, на овој референдум, ќе се ја преземеме одговорноста и за себе, и за своето семејство, и за нашата Македонија. И ќе излеземе и ќе гласаме онака како што мислиме, но ќе излеземе на референдум. Затоа што е оврска пред татковината. Опција има да се гласа за и да се гласа против. Но опција дали да излеземе или не, нема. Треба да излеземе ако сме вистински патриоти, ако си ја сакаме Македонија и ако на вистина во демократска земја токму граѓаните се тие кои што ја дефинираат иднината на нашата земја. Пред последно прашање, Павле. Едно прашање. Премиере, рековте 2-3 пасуса во обраќањето дека ќе почитувате одлуката. На изутринава брифираше председателот на собранието Талат Џафери, не отфрла можноста за понатаму спроведувањето на договорот во собранието да продолжи имено каков иде исходот од референдумот. Дали ќе ги исполни условите, цензусот и каков ќе биде одговорот на граѓаните. Така што имате ли коментар околу тоа прашање, продолжува ли и по референдумот спроведувањето на договорот, се барали уставните измени да поминат со двотретинско мнозинство? Останувате ли на тој пат? Јас ќе останам на вистина со своето убедување. Многу често од почеток на честа да водам влада, доверена од нашиот народ, ме квалификува дека сум оптимист, многу често многу оптимист, многу често и непоправлив оптимист. Јас останувам оптимист. Прво заради тоа што така верувам и второ тоа е моја должност. Од тој аспект непоправливо оптимистички верувам дека ќе успееме на референдумот. Зошто? Заради тоа што нема алтернатива друга за Македонија. Ние можеме да бидеме определени по различни политички партии и неопределени. Ние можеме да бидеме религиски насекаде определени и неопределени. Можеме да бидеме богати, сиромашни, средна класа или слично, но сите сме еднакви граѓани на оваа Македонија, со еднакви права, но и со еднакви обврски. Сега и правата и обврските доаѓаат заедно. И затоа убеден сум, заради тоа што верувам до небото во нашиот народ, дека ќе излезе и ќе ја каже одлуката која што ќе гарантира иднина за Република Македонија. Така да, и затоа вака коментирам само во овој правец. Убеден сум дека ќе успее референдумот, а после тоа сите ние политичарите ќе го послушаме нашиот народ, заради кој постоиме, кој што не избрал, и ќе ги спроведеме одлуките соодветно на надлежностите кои што ги имаме.